Почитувани колеги, почитувана македонска јавност, денеска очигледно продолжува монологот од страна од наша страна, затоа што гледаме дека колегите од власта очигледно немаат намера да го променат своето мислење. Очигледно дадена им е јасна директива за тоа што треба да прават по однос на измената на законите со кои што се предвидува одземање на правата на работниците во овој случај. Се работи за очигледен грабеж на историјата кој што е планиран, за кој што вие што седите тука на овие столчиња ќе го парафирате и ќе го гласате. Очигледно дека немате намера да го промените мислењето, за жал, но за ова еден ден вие ќе ја сносите одговорноста на тоа што дадовте зелено светло на вакви измени на законите кои што се во спротивност со уставниот поредок на Република Македонија, во спротивност со прописите на меѓународните закони и обврски кои што ги има преземено Република Македонија. Исто така се работи за закони и одредби кои што се во спротивност со критериумите кои што треба да бидат спроведени од наша страна за да станеме еден ден, се надевам побрзо, полноправни членки на Европската Унија. Во дадениот случај се работи за измени на Законот за работни односи, со кој всушност се нарушуваат правата на работниците, се обесправуваат работниците, затоа што и покрај тоа што веќе имаме одлука на Уставниот суд, кој што се однесува токму на одредбите за работно време, гледаме дека власта најпрвин одлучи да ги жртвува пратениците потписници на предлог законите, за да сега видиме дека тие 9 закони предлог закони кои што потоа стана 8 предлог закони, денеска стана 5 предлог на закони, на кои што наместо пратениците кои што беа потписници претходно, гледаме дека сега има нови потписници, кои што најверојатно под силен притисок не успеа да го одбијат ова историско обесправување на работниците, дерогирање на правото, носење на закони кои што ќе влијаат директно на животната средина, на имотот и собственоста на граѓаните и на многу други аспекти. Штетата која што оваа влада ја прави на угледот на Република Македонија е огромна и тоа го нотираат и од страна на Европската Унија, кај што јасно и директно упатуваат дека ова Европска комисија повеќе не е Европска комисија, односно е неевропска комисија, комисија преку која што поминуваат сите штетни и дискриминаторски закони за кои што власта одлучила дека е добро да помине и со кои што се суспендира демократијата во собранието и со кој што се руши директно Уставот. И додека се правите слепи и глуви на ова што се случува, во Македонија ниту ќе има демократија, нити пак ќе има собрание како што доликува на една демократска држава. Во однос на злоупотребата на европското знаменце, многу пати сме зборувале, а овој пат се крши флагрантно употребата на европското знаменце, затоа што предлогот на закон за измена на Законот за работни односи, со кој што се овозможува незаконски и неуставно работниците да работат дури до 72 работни часа во неделата, нема усогласување со ниту една директива, нити регулатива од Европската Унија. Значи, нема усогласување со ниту една директива и регулатива од Европската Унија. Дополнително, знаете дека имаше и одлука на Уставниот суд,
на вашиот уставен суд, кога зборам вашиот, оној денешниот, партизираниот, начело со партиски кадри од СДСМ и ДУИ, кој што донесе одлука со која што ги поништи одредбите, кои што сега повторно на мала врата ги внесувате во ова собрание. Со овој закон се оди спротивно на Уставот, спротивно на важечките законски одредби за правата на работниците, се оди спротивно на колективните договори кои што се подпишани од оваа област, се оди спротивно на начелата на Меѓународната организација на труд, на која што сме членки како држава и за кои што имаме дадено и ветување, но и усогласено законски одредби и договори кои што треба да ги спроведеме. И вие знаете дека оваа Европска комисија ќе представува најголема пречка за интеграцијата на Република Македонија кон Европската Унија. И сите овие незаконски, неуставни одредби и закони и акти кои што поминуваат од овдека ќе добијат оценка, а таа оценка повторно ќе биде единица. И тоа во следниот извештај за напредокот на Република Македонија кон Европската Унија, кој што ќе имаме прилика ние повторно да го анализираме во ова собрание и токму ваквите одлуки кои што денеска поминуваат низ оваа комисија, точно ќе бидат нотирани таму и ќе нанесат голема штета која што може да предизвика ново вето, нова блокада, но овој пат за реални, објективни критериуми кои што треба да ги исполниме како држава. И додека во еден друг период се правевте борци за човекови права, борци за правата на работниците, протестиравте, велевте нема правда, нема мир, шарени револуционери, фрлавте боја, ги напаѓавте институциите, ги рушевте институциите, велевте дека работниците немаат права, денеска се криете тука во фотелите на власта и се правите и слепи и глуви на ова што се случува. Исто така во оваа сала има и пратеници кои што гласа воздржано за овој закон, а гледаме дека денеска очигледно се најголемите бранители на истите овие измени на законот за работни односи, кои што им пречеа пред само одредено време. Така да непринципиелно е да се менуваат ставовите толку брзо, непринципиелно е борците за човековите права да станат, за жал, полтрони на власт. Но тоа е ваша одлука и со тоа одлука, па и со нашите одлуки ќе треба сите заедно да живееме. Она што на крајот сакам да кажам и да заклучам тука. И пак ќе се повикам на одлуката на Уставниот суд. Овие измени на законот се спротивни на Уставот, спротивни на позитивните важечки прописи, овозможуваат грабеж на македонските народни пари, пари кои што се влеваат преку даночните обврзници во буџетот. Овој закон овозможува екстра профит за врхушката на власт, предводена од Артан Груби и неговиот послушник Ковачевски, кој што покажа дека нема 2 грама мозок и кој што покажа дека е слуга на ДУИ, слуга на Артан Груби, кој што за жал не може да ја води оваа држава, ниту оваа влада, нити пак некогаш ќе ја води. На крајот се надевам дека како пратеници ќе соберете доволно храброст, имајќи предвид дека роковите во оваа комисија се кратки, имајќи предвид дека злоупотребата е веќе направена, на седницата на која ќе се одлучува по овој закон, да излезете во пресред на работниците, на правата на работниците, затоа што работниците се колеги живи луѓе. Не знам дали сте виделе како изгледа работник кој што работи градежни работи на плюс 40 и на минус 40. Има закон за безбедност и здравје при работа со кој што треба се одредуваат принципите за работа, за заштита на здравјето. Кршите многу позитивни одредби. Ако Уставниот суд еднаш одлучил дека, и тоа вашиот Уставен суд, дека овие одредби се неуставни, верувајте дека повторно
го ставате во ризик позитивното законодавство во Република Македонија и дека Уставниот суд повторно ќе има можност да ја преиспита вашата неуставна одлука и да ја поништи. На крајот соберете храброст, вие ништо не добивате од овој закон, губите сите заедно со нас, губи Република Македонија, губат граѓаните на Република Македонија, добива само Артан Груби, добива Ковачевски и врхушката околу него. Ништо вие не добивате, драги колеги, само губите. Размислете добро, ја имате моќта на одлучувањето. Не бидете полтрони на Артан Груби и на Ковачевски. Благодарам.